мојот сон ке паднеше затоа што никој не сакаше мене да ми посвети внимание. Почнав се повеќе и повеќе да слушам од професорите, наставниците, дека има многу чекори, движења кои што јас не можам да ги совладам и не можам да ги фатам како другите деца. Плюс секогаш стоев при крај на штапот во балетската сала, а во Луј кога стоиш при крај на штапот, а не во центарот, значи дека си прилично лош. Две години ни посочуваа дека треба да се откаже. Првата година не зборував ништо. Веќе втората година почнав да и посочувам, не па види нешто друго, мама, можда подобро. Она беше многу упорна. Во секој случај за родителот не е пријатно. Кога дојдов 6-то одделение, наставничката ми посочи дека треба веќе да се насочам кон нешто друго, или пак ако сметам дека јас можам да се надоградам сама себе, да ме врати една година назад и да видам што може да направам. И тогаш не се откажав. Ангелина отпочна тогаш во септември, кај нова наставничка и со нови деца. И не се снајде баш тогаш добро. Беше разочарана и една ден, знам, ми рече: мамо, јас повеќе не можам веќе да се борам. Јас почнав со неа да работам од -100, не од 0, бидејќи таа и грешно имаше научена. Не стоеше во центарот на сопственото тело. Ние 2-3 години поред работевме само да застане во центарот на телото за да почнеме да работиме правилно балет. Ова е Македонија и вакви работи со обични луѓе, како нас викам, не се случуваат. А плюс на тоа беше и целата работа што ми беше кажано: детето не може да ги одредени вежби да ги исполни како најдобрите деца и најдобро ќе биде за неа да се откаже. Јас се согласувам дека е тешка професија и дека не може било кој да успее во тоа. Меѓутоа има еден момент кој треба секој педагог да го знае, дека 99 дури посто може да биде работа. Не е секогаш корисно да живееш надвор од центарот на градот, бидејќи кога сакаш да идеш негде, па не можеш, треба 2 сати порано да тргнеш и има некогаш нервози таму, но сепак е убаво. Да живееш во село е многу убаво. Ако некој има таков проблем како мене, да некој цело време го обесхрабрува, би му кажала да си го живее својот сон. Затоа што ако нешто сакаш, можеш да го успееш. Знам дека ќе бидам балерина, знам дека ќе бидам солист, знам дека можеби дури и прима балерина ќе бидам. Не губете, а вашата самодоверба.